Централно издание на дневникот на К1 добро вечер. Еве ги настаните што го одбележаа денот. Снегот ќе ги заштити од измрзнување есенските посеви во Тиквешијата, информираат од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството. Жителите од Велешкото село Сълп добија хуманитарни пакети. Министерството за култура на својата веб страна објави кои проекти ќе бидат финансирани оваа година. Снегот ќе ги заштити од измрзнување есенските посеви во Тиквешијата и тие се во добра кондиција, информираат од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството. Посевите се наоѓаа во добра кондиција, а снегот како природен изолатор овозможува поволен развој на културите. Формираната снежна покривка на секаде во Македонија ги заштити есенските посеви од екстремните минимални температури, бидејќи се смета дека снегот е природен изолатор. Издржливоста на посевите во вакви услови е многу поголема од најниските измерени температури. Есенските посеви се наоѓаат во добра кондиција и снегот овозможува поволен развој на културите, истакна Драган Чуниколов, советник во Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството. Снегот поволно че делува на житните култури. Снегот е природен изолатор, житните култури се заштитени од измрзнување, а поволно ќе влијае за зголемување на количеството на влага во почвата. Слична е состојбата и со овошните насади во Тиквешијата, каде температурите беа пониски од минус 22 степени Целзиусови, а издржливоста на коскеските видови е од минус 25 до 35, особено кај младите насади, кои имаат поголемо количество сокови во стеблото и гранките и се поподложни на измрзнување, вели Николов. Кај овошките засега нема забележано знаци на измрзување. Тоа е прецена, кај нас има насади со праски, кајси, јаболки, тие се поотпорни на ниски зимски температури. Во наредниот период, повремените врнежи од снег ќе ја одржуваат снежната покривка на ниво кое е доволна за заштита, заради фактот дека и сувиот мраз го испарува снегот и ја намалува дебелината на покривката. Очекуваните минимални утрински и дневни температури ќе бидат повисоки од досегашните, што ќе значи намалување на можноста од измрзнување. Откако вчера жителите од Велешкото село Сълп алармирале во локалната самуправа дека привршуваат залихите со храна, денеска брзо се реагираше. Пакетите се однесоа со воз до железничката станица Рајко Жензифов. Од таму истата беше превземена од мештаните. Дијана Иванова со деталите. Жителите од Велешкото село Сълп добија хуманитарни пакети. Откако вчера алармирале во локалната самоуправа дека привршуваат заликите со храна, денеска експресна реакција. 15 пакети во кои што имаше најосновни прехранбени продукти, денеска беа доставени до ова село. Денешната акција се реализира заеднички и координирано. Пакетите се однесаа со воз до железничката станица Рајко Жензифов. Оттаму истите беа превземени од мештаните, изјави за К1 телевизија во телефонскиот разговор градоначалникот Славчо Чадиев. Пристапниот пат за ова населено место поради големите снежни наноси е непрооден. Тоа е црн пат кој не се трасира и неговото пробивање е исклучително опасно, затоа што по целата делница од едната страна има провалија. Во ова село во моментот живеат 27 лица. Градоначалникот Чадиев нагласува дека тие не се заборавени и во иднина, доколку има потреба, повторно локалната самуправа ќе им помогне. Нови снежни врнежи синоптичарите предвидуваат за идната недела. Ниските температури, особено во утринските часови и понатаму ќе бидат наше секојдневие. Кризните штабови континуирано ја следат состојбата, действуваат според потребите. Она што е евидентно велат надлежните е што во деновите кога температурата во Велес беше далеку под нулата и постоеја услови со кои се загрозуваше животот на лицата од ранливи категории, особено оние кои немаат своји домови. На здравствен план надминате секој ризик. Па мислам дека поминавме добро затоа што Центарот за јавно здравје е на некој начин и координатор во спроведување на активностите на овој акционен план за спречување на штетно влијание на студеното време и студениот бран.
затоа што веднаш ние ги проследивме информациите, препораките до медиумите. Овие информации, акциониот план беше директно пренесени до локалната самоуправа, значи до градоначалникот, до институциите од образование, од здравство. Тука е и Црвениот крст, нели, тука е Центарот за управување со кризи, така да во целост секој со своите ангажмани и со своите надлежности, јас мислам дека доволно се справивме. Со една препорака и еден апел до граѓаните да во случај да забележат некое нели од овие ранливи групи, старо лице или пак овие што се социјално загрозени лица, во колку има таква информација, значи веднаш да се јават на телефонот на брза помош, значи 194 или на телефонот на Центарот за управување со кризи 195, за да се преземат соодветни мерки, значи институциите, дали е тоа институцијата, здравствена институција или пак од труд и социјала, значи да се преземат мерки да се згрижат овие лица. Зголемена потрошувачката и достапноста на лекови во 2016 година. Според годишниот извештај на Фондот за здравствено осигурување, во аптеките најмногу се купувале лекови за кардиоваскуларни заболувања. Зголемен е и бројот на реализирани рецепти. Се зголемува потрошувачката и достапноста до лековите. Граѓаните најмногу во аптеките купувале лекови за кардиоваскуларни заболувања, покажува годишниот извештај на Фондот за здравствено осигурување. Според извештајот, зголемен е и бројот на реализирани рецепти во 2016 во однос на 2015 година. Ако во 2002 година за лекови се одвојувале 1 милиарда и 200 милиони денари за 8 милиони рецепти, во 2008 година се одвојувале 1 милиарда и 300 милиони денари за 10 милиони рецепти. Од 1.9.2016 година фондот го зголеми буџетот за лекови за 2 милиарди на 2 милиарди и 550 милиони денари, што е двојно повеќе средства за лекови на рецепт на товар на Фондот за здравство. Ако минатата година Велес беше меѓу општините со најголема потрошувачка на лекови, годината што измина приматот го има Скопскиот регион. Потрошувачката е најголема во Скопскиот регион, а најмала во Североисточниот регион. Потрошувачката во број на реализирани рецепти најголема е во Скопскиот регион со вкупно реализирани 6.920.473 рецепти, околу 31%. Потрошувачката на лекови на рецепта по вкупен износ повторно е најголема во подрачната служба Скопје со вкупно 861.107.753 денари и околу 32,8%. Во изминатиот период Фондот за здравствено осигурување на Македонија неколку пати ја прошируваше позитивната листа, а намалувањето на цените придонесе за поголеми средства во здравствениот буџет, кои се инвестираат во развојот на здравството. За пензионерите и годинава бесплатна бања и бесплатен туристички викенд. Пензионерите заинтересирани за овие услуги своите апликации може да ги достават во подрачните единици на Фондот за пензиско осигурување до 20 февруари. Потоа следи период на оценка и избор. Проектите бесплатна климатска рехабилитација и бесплатен викенд за пензионерите ќе се реализираат и оваа година. Во буџетот на Министерството за труд и социјална политика за оваа намена предвидени се 46 милиони денари. Право на користење на овие услуги имаат корисниците на старосна, семејна и инвалидска пензија. Пензионерите своите апликации може да ги доставуваат во подрачните единици на Фондот за пензиско осигурување до 20 февруари. Потоа следи период на оценка и избор. Рангирањето на корисниците на пензија кои ќе искористат услугата банјско-климатска рекреација или бесплатен туристички викенд се врши според одредени критериуми и се добиват бодови. И тоа, до 50 бода ќе се добива во зависност од висината на пензијата, односно повеќе бодови за помала пензија. До 30 бода во зависност од времетраењето на користење на пензијата и должината на пензискиот стаж до остварувањето на правото на пензија. 10 бода за корисници на пензија кои пензијата оствариле како работници во рудници, во подземен ископ со стаж на осигурување со зголемено траење и 10 бода за лице кој што користи паричен надоместок за помош и него друго лице, додаток за мобилност и слепило, додаток за глувост, како и лица кои што имаат инвалидност над 80%. Проектот за бесплатна банјско-климатска рехабилитација започна да се спроведува во 2010 година.
Од тогаш до денес, оваа можност ја искористиле 37.000 пензионери, додека пак правото на туристички викенд го искористиле нешто помалку од 5.000 пензионери. Институтот за акредитација во државава има издадено 200 акредитации или овластувања за да можат да работат во име на Република Македонија. За постапката, условите и предностите од акредитациите вечерва во информативната емисија Отворено за говори првиот човек на институцијата, доктор Трпе Ристовски. Тој вели дека институцијата покри акредитациите работи и на издавање на сертификати. Ние во изминатите 2 години имавме еден проект кој што се однесуваше исклучително на стопанските субјекти, проект во кој што учествува представници, како што споменав, од стопанските комори, представници од универзитетите, значи на некој начин науката, истражувањето, за да го доближиме, да ги споиме преку акредитацијата со стопанството, каде што организиравме и обуки, конкретно за стопанските субјекти, за како да ги исползуваат, односно како на подобар начин да ги добиват придобивките од меѓународните стандарди кои што се имплементирани во нивното работење. Понатака имавме исто и конкретни активности со Сојузот на стопански комори, каде што они изразија желба пред нивните членки да одржиме обука како подобро, полесно, едноставно да им објасниме на оние кои што не се акредитирани, како на поедноставен начин за да дојдат до акредитација. Министерството за култура на својата веб страна објави кои проекти ќе бидат финансирани оваа година. Од објавените списоци се гледа дека сите позначени манифестации во Вардарскиот регион и во оваа 2017 година ја имаат поддршката на ресорното министерство. Министерството за култура на својата веб страна ги објави проектите кои оваа година ќе бидат финансирани со државни пари. Оттаму велат дека ова е продолжување на развојот на културните вредности во Македонија. Буџетот за 2017 година е 4 милиарди денари и во споредба со минатогодишниот е зголемен за 15%. Од објавените списоци се гледа дека сите позначени манифестации во Вардарскиот регион и оваа 2017 година ја имаат поддршката на ресорното министерство. Рациновите средби, фестивалот на античка драма Стоби, интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2017, како и меѓународниот стрип фестивал, ќе се реализираат со средства обезбедени од државната каса. Со средства обезбедени од државата ќе се реализираат и локални културни настани во Велеска, Вадарци, Неготино, Демиркапија и Свети Николе. Носители на активностите се домовите за култура. 4 театарски представи ќе бидат финансирани во Велешкиот театар. Средства за реализација на една театарска представа добива и Центарот за култура од Неготино. Средства добиваат и физички лица кои што ќе имаат своји концерти во Велеска, Вадарци и Демиркапија. Со државни пари Стрип Центарот од Велеска ја публикува стрип книгата И трпеа 2, а ќе издади специјално издание на Стрип Алманах 2017. Оваа година ќе бидат издадени уште 3 стрип книги, и тоа за Црното сонце на Срđan Николовиќ Пеѓа, Цар Габрил Радомир од Миле Топус и Убави нешта од Раде Дичовски. Поддршка од Министерството за култура и оваа година ќе има и манифестацијата Топол културен бранд. Таа традиционално се реализира во месеците јули и август во општините од нашиот регион. Председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски во првото интервју за Косовски експрес зборува за македонско-албанските односи и процесот на создавање на новата влада. Груевски посочува дека со лидерот на ДУИ има главно професионален однос и како лидери на двете најголеми партии соработуваат и разговараат. Вести од Македонија. Во интервју за Косовски експрес, председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски зборува за македонско-албанските односи, за процесот за создавање на нова влада, како и за влијанието на фондацијата Сорос. Председателот Груевски говори за обидите за составување на влада со Демократската унија за интеграција. Во интервјуто Груевски посочува дека со лидерот на ДУИ имаат главно професионален однос и како лидери на две најголеми политички партии соработуваат и разговараат. За барањата кои што ги испорача ДУИ за формирање на нова влада, Груевски вели дека нема ниту една земја во регионот, а може би и во Европа, што им дала поголеми права на етничките заедници како Македонија.
Двојазичноста со себе носи промена на уставот, што според Груевски не е реално и објективно и може да донесе проблеми, но ја поддржува идејата за употребата на јазиците на помалите заедници дека треба да се подобрува. Ставот на ВМРО-ДПМН по однос на продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство, Груевски вели дека е непроменет, потсетувајќи дека за измена на договорот од пржино потребно е согласност од 4 политички партии подписнички, нешто за што ВМРО-ДПМН веќе се изјасниле како партија дека нема да дозволат, бидејќи, како што рече Груевски, обвинителството на Јанева не работи правно, туку тоа работи за политички цели. По вчерашните демонстрации низ улиците во Вашингтон, ВМРО-ДПМН препознава иста слика како онаа која имаше во Македонија пред неколку месеци. Преку соопштение испратено до медиумите од партијата велат: ова идентична шема на действување Сорос ја практикува насекаде низ светот. Целиот свет со своји очи ги виде оние кои протестираа за време на инаугурацијата на новиот американски претседател Доналд Трамп, извикувајќи нема правда, нема мир и учествувајќи во насилни протести чиј епилог се многу повредени полицајци, исто како што се случуваше и во Македонија. Шемата на делување на Соросовите платеници идентична насекаде и е добро прочитана од сите. Ваквите Соросови инсталации во Македонија преку деструктивна платеничка револуција во корист на СДСМ направија штета од 100.000 евра, повредија повеќе од 50 полицајци, демолираа државни институции и уништија споменици на културата и на македонскиот народ. Во соопштението ВМРО-ДПМН уште пишува дека македонскиот народ на 11 декември им кажа не на деструкцијата и на манипулацијата во режија на аболицираниот криминалец Зоран Заев и Соросовите инсталации во Македонија. Граѓаните на Република Македонија го кажаа своето. Следи десоросоизација без остапки и без исклучок. Доналд Трамп е официјално претседател на САД. Во првото свое официјално претседателско обраќање пред нацијата, но и сите кои ја следеа инаугурацијата, истакна дека ова е историски момент, бидејќи ова е пренос на власта кон народот на Америка. Додека претседателот Трамп го имаше првиот говор, полицијата се справуваше со демонстранти кои кршеле излози, оштетиле автомобили, а повредиле и неколку полицајци. Следуваат вестите од светот. Јас, Доналд Џон Трамп, свечено се колнам дека верно ќе извршува функцијата претседател на Соединетите Американски држави и дека ќе дадам се од себе да го чувам, да го штитам и да го бранам уставот на Соединетите Американски држави. Доналд Трамп е официјално е претседател на САД во првото свое официјално претседателско обраќање пред нацијата, но и сите кои што ја следеа инаугурацијата, истакна дека ова е историски момент, бидејќи ова е пренос на власта кон народот на Америка. Не е важно која партија контролира владата, туку дали владата е контролирана од народот. 20 јануари 2017 ќе биде запомнет како денот кога народот повторно стана владетел на оваа нација. Трамп порача дека ќе се бори за семејствата од средната класа, дека ќе ја зајакне американската војска, дека ќе ги заштити границите и ќе ја обнови инфраструктурата. Најавите за немири во Вашингтон се остварија, додека претседателот Трамп го имаше првиот говор, полицијата се справуваше со демонстранти кои кршеле излози, оштетувале автомобили, а повредили неколку полицајци. Шефот на полицијата на округот Колумбија во Вашингтон изјави синоќа дека се уапсени 217 лица кои се товарат за предизвикување немири и нанесување полесни повреди врз 6 полицајци за време на вчерашните протести против претседателот Доналд Трамп. Првите официјално именувани членови на новата влада на САД се пензионираните генерали Џејмс Матис и Џон Кели, кои положија заклетва пред новиот претседател на САД Доналд Трамп. Новиот чин претходеше обезбедување на доверба или одобрување на нивните кандидатури од страна на американскиот сенат. 66 годишниот Матис, кој е поранешен генерал на морнарицата, е еден од наедногласно одобрените личности во администрацијата на новиот шеф на државата. Тој учествувал во операцијата Пустинска бура во Персискиот залив и во операциите во Авганистан и Ирак. Од 2010 година па се до неговото пензионирање во 2013 година, тој ја предводел Централната команда на вооружените сили на САД.
Кели исто така е 66 годишен генерал на морнарицата. Неговата последна функција во 45 годишната воена кариера била командант на Јужната команда, во чија зона на одговорност се вбројува и затворот Гватемано, за чие затворање тој бил против. Тешка сообраќајна несреќа во Италија. Автобус с унгарски регистарски таблички во кој што се превезувале ученици доцна синоќа удрил во столб на автопатот во северниот дел на Италија, а потоа се запалил. Интервенирала и противпожарната служба. 16 лица го загубиле животот, а 36 биле пренесени во болница во Верона. Се стравува дека бројот на жртви може да се зголеми. Во автобусот патувале ученици од Унгарија на возраст од 14 до 18 години. Тие се враќале од Франција. Таму биле на ученичка екскурзија. Од вкупно 550 членови на турскиот парламент рано и сутринава 339 гласале за измени во уставот, со кои се овозможува зголемување на овластувањата на претседателот на државата. Со тоа е отворен патот за одржување на референдум, кој се очекува на пролет, а со што ќе му се овозможи на Реджеп Тајп Ердоган да биде шеф на државата до 2029 година. Турскиот премиер Бинали Йилдирим ги поздрави резултатите од гласањето, нагласувајќи дека сега тоа ќе му биде доверено на народот и тој ќе одлучува. Ердоган и неговите приврзаници тврдат дека измените ќе донесат стабилност, но критичарите сметаат дека тие му дозволуваат премногу власт на шефот на државата. Денеска температурата достигна до 6 степен. Утре и во понеделник не очекува стабилно време со ниски утрински температури, кои на повеќе места ќе се спуштат под минус 10 степени. Следува временската прогноза по региони. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер, пријатно.